Dobar den, počituvani naši gledači od Silvana Pavlovska i programa TV Fokus o Silvana Pavlovska. Vodenešnijev prilog posveten na mislenja bi sakale da spodelime dve mislenja. Jedno to mislenje ni doaga od novinarot vo penzija Dragi Argirovski od Skopje, a drugo to ni doaga od lice koje što isto taka novinar, ne vo penzija, sta se vika Jagnula Kunovska od plusinfo.mk. Prvin, ke se zapoznajeme so kolumnata na gospodino Dragi Argirovski, koji pišva populističkite vetuvanja stana naše sekojdnevje. Vo fokusot na našата javnost se poveke se prestojните председателски izbori zakazani za 24. april i parlamentarni za 8. maj 2024. godina. Tehnička vlada za organizacija na izborite treba da se izbere do 28. januari. Partijite od pozicijata za tehnički premijer go predložija aktuelni od predsedatel na parlamentot Talat Džaferi od DUI, a za nov sobranijski spiker Jovan Risteski od SDSM. V ovoj period partijskite podelbi pomegi pozicijata i opozicijata se pozabeležitelni. Особено по прашањата на националните интереси, корупцијата и непотизмот. За владењето на правото и потребата на независно судство и за безбедноста. Куповната моќ на граѓаните е се помала. Сиромаштијата, особено кај старите лица, и натаму се продлабочува. За македонската економија сериозен проблем останува недоволниот развој и инфлацијата, која според Народната банка изнесува околу 10%. За нејзиното намалување ниту владините мерки не ги дадоа очекуваните резултати, бидејќи предходно енормно зголемените цени на основните прехранбени производи минимално се намалени. Ги мерат рейтинзите, голем број граѓани, меѓу кои и пензионерите, протестираат барајќи решавање на нивните социјални и екзистенцијални проблеми. За нивен нормален живот известна е потребата од поголеми плати и пензии. И вработените и пензионерите најмногу се иритирани поради зголемување на платите на функционерите од 78%, а сите пензии во септември беа усогласени со само 5,3%. Соодносот помеѓу најниската и највисоката пензија изнесува рекордни 1:7,30, што е единствен пример во Европа. Поделбите на наши и ваши стана наша реалност, уште повеќе што личните и партиските интереси стануваат поважни од колективните. Поради тоа се случуваат и погрешни пензиски и други реформи, за што изостанува соодветна одговорност. Соочени со овие проблеми, кај повозрастните, младите неслучајно си заминуваат од државата. Популистичките ветувања како да станаа веќе секојдневие. Во тој контекст е и расправата за владиниот нов пакет антикризни мерки, што треба да добијат всушност зелено светло и во законодавниот дом. Се предлага во наредните 5 месеци по 3.000 денари месечно да добијат корисниците на пензија до 14.000 денари, по 2.000 денари оние кои имаат пензија од 14.001 денар до 16.000 денари и по 1.500 денари пензионери со пензија од 16.001 до 19.000 денари. За оваа подршка се предвидени 35 милиони евра, а ќе бидат опфатени над 187.000 пензионери. Тоа значи дека во изборниот период најранливата категорија на пензионери нема да гладува. Се мисли подобро нешто отколку ништо.
Неслучајно и председателката на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија изрази јавно задоволство и пофалба на владата за овие антикризни мерки кои според неа во овој период се добредојдени и дека се тоа се докажал владиниот сериозен однос и почин кон возрастната популација. Меѓутоа, Ка најголем број пензионирани расте незадоволството. Тоа го покажа и новиот протест на пензионерите од сите градови во нашата земја, што се одржа на 12 декември пред Републичкото собрание во Скопје и пред СЗПМ. При тоа се истакна дека тие не бараа социјална помош, туку реални пензии. Според нив потребни се системски решенија на долг рок, поради што пред пратениците се доставиле два предлог закони за линеарно зголемување на сите пензии по 5.000 денари и за минимална пензија од 18.000 денари, но и заложба за нова методологија за пресметување на пензиите. Во предлог Законот за здравствено осигурување се бара жени од над 62 години и мажи од над 64 години да бидат ослободени од партиципација за болнички лекувања. Пензионерите посакуваат и да се врати бесплатната бањска климатска рекреација, да се стават што повеќе лекови на позитивната листа, да се изградат нови пензионерски и старски домови и друго. На тој начин ќе им се овозможи повисок стандард и помирен живот. За популистички ги сметаат и јавните пофалби за просечната и минималната пензија. Точно е дека просечната пензија сега изнесува 20.100 денари, што е за 6.400 денари повеќе во однос од 2016 година, кога била 13.700 денари, додека минималната пензија е 13.150 денари, што е за 4.300 денари повисока во однос на 8.850 пред 7 години. Ваквите споредби се тенденциозни, бидејќи сегашната вредност на износот на пензијата, поради инфлацијата и рапидно зголемените трошоци за живот, е намалена за најмалку 2 пати. Забелешки има и за следното усогласување на пензиите, што според новата методологија, наместо на 1. јануари ќе важи од март. Пензионерите сметаат дека само со спроведување на линеарно усогласување ќе биде задоволена правдата, бидејќи процентуално зголемување на пензиите е во корист само на помала група пензионери со високи пензии, кои главно беа буџетари, а плати и придонеси добиваа од остварени приходи навработени во фабрики и предпријатија. Се потенцира дека и во транзицијата многу вработени останаа на улица без платени придонеси. Затоа се нагласува дека усогласувањето на пензиите треба да биде линеарно, односно сумата на пари што се предвидува за покачување на пензиите да се распоредува еднакво на сите пензионери. Дотолку повеќе што голем број пензионери ја градеа нашата татковина и заслужуваат подобро, а не само да преживуваат. Се налага и потребата од брзи и посолидни реформи на пензискиот систем, усогласен со нашето уставно начело на социјална држава. Грижата за пензионерите и за старите лица треба да биде приоритет на сите одговорни институции во државата да го штитат стандардот на највозрастните граѓани за нивен достоинствен живот, за да можат во нормална благосостојба да ги минат последните години од животот. Потребна е поголема љубов кон Македонија за единство и пристоен живот на сите жители во државата, со што ќе се овозможи и побрз посакуван влез на нашата земја во Европската Унија. Авторот е новинар, публицист и меѓународно признат експерт за трета доба и неговото име е Драги Аркировски. Драги Аркировски. Му благодариме на Драги за таа колумна. Сега преминуваме на колумната на Јагнула Куновска, која и порано ја имаме објавувано на теми кои што се важни за нас во
диаспората и во Македонија, доколку не слушате и во Македонија. Оваа вест или колумна ни ја пренесува Ванчо Миленковски од албумот Вистината за Македонија и македонскиот народ. Иначе, веста излезе исто така пред 2-3 дена, така да всушност на 20 декември, а ова од Драги беше од 22 декември. И Јагнула Куновска пишува вака. Да видим овде нешто светлина малку се стемни во Мелбурн. Не знам дали ви спомнав дека оваа програма се емитува од Мелбурн, денес е 25 декември 2023 година. И слушате прилог посветен на мислења, на теми кои што се важни за нас, македонците. Да не беше националното толку важно, како да веќе не ни е важно дека токму нашиот идентитет е срцевината на македонската национална опстојба. Како да свесно запоставивме дека раздробеноста на социјалното ткиво води кон планираната разградба на државата, посебно со создавање и подршка на партии, партии, етноси кои си обезбедија политичко тло за дестабилизација на организационата поставеност на државата и овозможување на отворена манипулација од надвор. На нас македонците, кои долго дремеме прегнати со собствената немоќ, одамна ни е јасно дека ако сакаме да обстанеме како нација во својата Македонија и да се чувствуваме слободни и горди во собствената самобитност, непотребен, туку неопходен ни е, и тоа сега, покомпактен и политички подсврст национален склоп и национална свест. Сегашната разлеана и тоа насекнување состојба на свеста, залежана внатре во срцевината на македонската национална кауза, ја поддржуваат и користат за дневно-политички, а најповеќе за долгорочни планирани геостратешки интереси странските сили, кои со планирани политички поместувања, изразени како контрола и по потреба производство на конфликти, имаат турено рака врз Македонија. Ваквата состојба со јасна цел ја користат и сите комшиски држави, се повидно и погласно, горделиво и отворено манифестирајќи ги дури од нашата територија своите профашистички претензии со игнорирање и присвојување на нашата национална самобитност и самоопределба, кое нешто од страна на актуелната власт со ефтина демагогија свесно се толерира и на тој начин и поддржува. Како да веќе не ни е важно дека токму нашиот идентитет е срцевината на македонската национална опстојба. Како да свесно запоставивме дека раздробеноста на социјалното ткиво води кон планираната разградба на државата, посебно со создавање и поддршка на партии, партии, етноси, кои си обезбедија политичко тло за дестабилизација на организационата поставеност на државата и овозможување на отворена манипулација надвор. За нас како да стана срамно и антидржавно да ја поистоветуваме сопствената македонска нација со сопствената македонска држава. Како да ние, само ние на Балканот не треба, немаме духовна и правна потреба од национална држава, па се трудиме тешко извојуваната и добиена Асномска Македонија. Што побрзо и на брутален начин, со одобрување на наше странично подривање, да ја изгубиме. Зар веќе не ни треба? Зар ништо не ни значи фактот што сите наши комшии се воскреваат, придавајќи посебна важност на самобитноста, потенцирајќи нераскинлива врска со држава со нацијата? Незамисливо еднаш создадена држава Македонија понатаму да не ја гради националната свест и тоа намерно во корист на туѓи агенди, а се разбира на штета на својата.
Тоа го манифестира синдромот на недораснатоста на нас, македонците, кои сами ја демакедонизираме Македонија со отворено сугерирање од актуелната власт за некаква мултинационалност и мултиконфесионалност како реконструктивни државотворни елементи, која состојба сега е политичка мода со скриена, веќе јавна нагласка да се разводни и уништи македонската нација во државата која планирано се претвара во сечија со фактички состојби какви што одговараат на другите, но се погубни за македонците и државата Македонија. Оваа денес актуелна антимакедонска политичка состојба, изрежирана однадвор, а спроведувана од актуелната домашна профашистичка власт под буден странски надзор, е со тенденција да се одвои македонската држава од македонската нација и како поим да се избрише живототворниот дух на македонецот, за да не постои. Не се работи само за игнорирање на нас како народ, кој има за последица бришење на името и обстојбата не само на нацијата, туку и на државата Македонија, туку тоа е начин со кој нескриено го манифестираме нашиот поданички менталитет, во основа малограѓански, со што пропуштаме преку нацијата како најзначаен политички фактор, демократски, да се само изградуваме и просперираме. Место напредок го регенерираме синдромот на експериментирање со самите себе, по прифатени туѓи погубни сугестии и насоки. Денес во Македонија, додека се брише македонскиот јазик и македонскиот народ од картата на светските народи, се продуцира нов конститутивен народ, односно народи, функционирајќи како конгломерат на колективитети кои веќе се промовираа како како конституенс во државата. Со тоа забрзано пробива и успева туѓата цел да се асимилираат и избришат македонците од сите простори на Балканот, почнувајќи од матичната држава. Тука е нашиот допринос во заостанувањето и за поставувањето на сопственото државотворно и политичко самоконституирање и надградување. Политички чин, непоходен во историскиот процес на самоосвестување, кој во моментов насушно ни недостасува. Не се почитуваме самите, затоа никој однадвор не почитува како нација која знае која е и што е целта. Која е и што е целта. Па кој посака и може јавно ни манифестира политичка сила со цел да завладее со нас ментално и просторно. Од власта нема никакви реакции. Се што доаѓа како наметнато одвнатре или однадвор, како да е добре дојдено. Повод за предновогодишна разработка на една ваква, неблагородна, непосакувана, ке рече некој злонамерно покренувана тема. Е дволичниот настап на Србинот Д. Лучиќ на српски портал, на кој ќе се обидам импровизирано, нафрлено, да му дадам важност и тоа во многу скратена форма, само за да потенцирам со вакво или со такво заслужено омаложување и игнорирање, ама прости ме Боже, во многу што и вистинито се однесуваат соседите спрема нас. Тој окоравен Србин кој сем српството ништо друго не признава, сакајќи да потенцира дека ние не сме македонци, туку Срби кои живееме во Јужна Србија, вели. Да се македонците потомци на Александар Македонски, за какви се кажуваат, не би дозволиле бугарите да им го заседнат дворот.
Tuku bi gi proterale do Crnoto more. No tije se dobri ljudje koji nemat borben duh. Tije se raja. Zato Albanci te gi imat okupirano. Се тоа кажува одлучик, кој гостувајќи во македонски медиум, многу поинаку зборуваше. Немаше да ми остави впечаток, бидејќи не е единствен Србин, кој на јавни настапи на нивни портали не пропушта да потенцира како него дека има настилите ни се српски. Дури и егејците се Срби. Со се егејската земја, ако во неговиот исказ не нагласи дека ние сме раја. Да се разбереме, не се работи за навреда, туку за подсетување и размисла дали правилно не трефнал тој збор кој има длабоко психолошко значење и како израз со причина од давнина е вкоренат во нашата свест. Прашањето кое си го постави пред себе е: дали не се поклопи мислењето на Лучик со одамна искажаното на Крстен Мисирков, кој во книгата за македонските работи, потенцирајќи го нашиот не за фалба менталитет и нашата национална неосвестеност, која трае до денес, не искара дека секогаш се однесуваме како што другите сакаат, ниту свој на своето, ниту горд на своето. Еве што вели тој, цитираме. Турците ни зедоа земјата и си ја разделија меѓу нив. Ние се примиривме со таа загуба. Зафатија да ни земаат деца наши, да и потурчуваат и да прават од нив јаничари. И тука молчевме. Турците видоа зор, до кога ја покорат Србија, и името Србин означувало за нив разебојник. Ние свивме глава и не се велевме Срби, да не го расрдиме Агата. Он не сакал да се велиме бугари, и бугари не се велевме. Турчинот ке ни дојдеше во куќата, ке се најадеше, ке се напиеше и ке ни речеше: бре, ѓаур, ај донеси ми тоа и тоа. Ке му одговоривме: сега беим. Ако не питаше некој турчин што сме, ќе му одговоревме да сме или каури, то есть неверници, или раја на царот. Крај на цитатот. Пиес. Тоа се на крај. Поздрав до Лучик. И да го подсетам на една стара поговорка, која во детството ја имам слушнато од Србин, вели Агнула Куновска. Мојот комшија од конјак, цитирам: што е Србин, све е јунак, од поле иде, кучи сере. Пишува Агнула Куновска за plusinfo.nk. Ето тоа беа двете мислења на два видни личности од нашата мила татковина Македонија. Јас ја земам оваа прилика да ви ги честитам новогодишните и божикните празници, 7 јануари, и секако стара нова година, 14 јануари. И со тоа да ви посакам добро здравје, мир, љубов и радост. И најважното, обединување на нашиот народ, каде и да е во светот. Уште еднаш, се најдобро. Поздрав од Мелбурн, од мене Силвана Павловска. До слушање.